Почитувани гледачи, трет блок отворено студио 1 на една доста интересна и тема која што со години наназад се провлекува во македонската јавност, а надлежните немаат средства и не знаат како да решат. Станува збор за загадувањето, односно зеленилото кое што се помалку го има во главниот град, а игра важна улога во намалување на загадувањето, но и намалување на температурите во главниот град. Токму на оваа тема разговарам со тројца гости: Ели Пешева од О2 коалиција, Кирил Сотировски, декан на Шумарскиот факултет, и Марга Качуркова од Општина Центар. Добар ден и добре дојавте во отворено студио. Добар ден. Ели, почнуваме со тебе. Вие пред неколку денови имавте една акција на голем број дрва во централното градско подрачје, закачивте, да речеме, ознаки, транспаренти, велејќи дека кога не разбирате што ви зборуваме, мора да ви нацртаме со информација дека околу 1000 дрва во централното градско подрачје се заробени во тротоари. Дали не разбираат или не сакаат да разберат градските власти? За каков проблем станува збор? Па еве, ние решивме да искористиме една реченица од нашето детство, нешто што на нас дома сите ни го кажувале: ако не слушаш што ти зборувам да ти нацртам. Ние зборуваме, значи, неколку месеци заедно со експертите од Шумарскиот факултет, кои што апелиравме заедно дека не се тие дрва кои што тек така само се забетонирани. Тоа е еден одраз за една крајна негрижа и можам да кажам и една крајна неедуцираност. Односно, кога се поставени бекатон плочките, за нас како најобични граѓани просто несватливо како може да не ви падне на памет дека тоа дрво некако треба да живее, и едноставно таква една негрижа и незаинтересираност да се покаже, да се затрупаат тие околу 1000 дрва. Не се тие само во централното градско подрачје, туку се и во Скопје, но има и во други градови. Од Шумарскиот факултет има и една мапа која што точно ги лоцира, значи, каде се сите тие, како што ги нарекуваме, загушени дрвја. Значи, несватливо е за нас 6 месеци да нема никаква реакција, туку само префрлање на надлежности, односно на ненадлежности, кој зашто и каде е одговорен. Значи, едноставно нема оправдување. Мора да се реагира веднаш. Не е тоа некоја научна фантастика, не е тоа нешто многу комплицирано да се извадат бекатон плочките или да се искрши бетонот таму каде што е исипан врз дрвата и да им се дозволи да живеат. Ние сме во Скопје еден од најзагадените градови во Европа, ги срушивме сите рекорди на загадување, и вакво однесување према повеќе децениските дрвја е просто нема никакво оправдување за такво однесување. И тоа што, нели, како ќе се спиеме на тоа уво дека не е проблем добри да се исушат 200 или 300, бидејќи знаеме во Скопје какви се летата 35, 40, 45 степени температура, не е проблем, ќе засадиме нови. Не. Значи, ефектите врз животната средина, врз загадувањето, врз здравјето на сите нас, овие повеќе децениски дрвја, ако дозволиме да изумрат, ние не можеме да ги надокнадиме со млади садници, барем не во следните 10, 15, 20 години. И при тоа е исто така неразумно да ние размислуваме што ќе правиме акции отпосле, кога веќе можеме да спречиме такво нешто да се случи. Значи, акција е потребна веднаш. Значи, потребна е веднаш од надлежните институции, пред се во општините, и од градот Скопје конкретно, значи за Скопје, бидејќи во негова надлежност и со закон се регулира заштитата на зеленилото. Да, спомена околу надлежноста, тука е Марга од Општина Центар. Се знае ли конкретно кои дрвја во чија надлежност се? Дали се одредени на Општина Центар, другите на град Скопје, бидејќи тој проблем со надлежноста се провлекува децении наназад не само во ова, туку во сите сфери. Вака, ние точно знаеме кои дрва и во која надлежност е, меѓутоа надлежност за сите дрва во целиот град го има градот Скопје. Значи, тоа е централизирана позиција заради тоа што тие располагаат со целиот дрвен фонд што е наседен во целиот град. И мора да се почитуваат нивните услови и начин
на развивање на тоа зеленило во градот. Тоа спаѓа, например, имаме ние позиции каде што дрвата имаме и заболени и суви дрва, доколку имаме дрва кои што сметаат заради некои градежни активности, и значи правилото, процесот на отстранување на таквите дрва кои што треба да се отстранат е градот Скопје. Значи барањето за отстранување на дрвото се поднесува во градот Скопје, стручните служби од градот Скопје излегуваат на терен на територија на цел град, без разлика за која општина се работи, и постапуваат, одлучуваат дали тоа дрво е стварно суво, дали е стварно заболено, дали стварно пречи при градежните активности, и со нивна дозвола и бележење, со нивно издавање на решение, потоа тоа решение оди во јавното предпријатие Паркови зеленило, се врши отстранување доколку има потреба за таквото дрво. Ние знаеме чии дрва на која територија припаѓаат, затоа што тоа е лесно да се определи. Главните булеварски позиции, главните крстосници припаѓаат на градот, споредните улици припаѓаат на општините. И точно знаеме кои дрва каде припаѓаат. Сега, во вкупната бројка околу 1000 заробени дрва, тоа е точно дека тие не се само на градот, него тие се измеѓу териториите на сите општини, а најмногу, во општина да кажем, угушената општина и од градежни активности, и од комерцијален аспект, па и самите ресторани, кафулиња, заради нивната функција на дворишни летни траси ги имаат запоставено. Сега, јас дали да продолжам во соработка. Уште едно прашање имам кон вас околу заробените дрва кај околу градскиот стадион. Чија надлежност се тие? Дали се на градот или на општината, бидејќи и кај нив и на нив поточно беше закачена пораката од невладините организации? Градскиот стадион припаѓа на градот. Одржувањето на градскиот стадион припаѓа на градот. Имаме некои позиции, можеби како ова е малце дискутабилна, на кого припаѓа. Паркот и градскиот стадион припаѓаат на градот. И институциите кои што се задолжени генерално за грижата за зеленилото се по надлежност на градот? На градот, да. Кирил, што му се случува на едно заробено дрво? Што се му се случува? Овие кои што ги означиме како заробени, зацементирани и слично, а кои што се и преку 1000, меѓутоа званично на нашата мапа се 804 чинам во моментов. Патат низ годините во зависност од колку блиску е дојден материјалот околен, било се работи за асфалт, цемент, бекатон, плочки или нешто друго цврсто. Во зависност од колку е блиску, толку е поголема опасноста од брзо умирање, односно сушење. Во принцип, дури и материјал кој што е и на 10 па и 15 сантиметри, смета во однос на тоа дека ќе намали достапноста на вода, аерација на почвата, компактирање на почвата и така натаму. Смета и се реперкуира врз здравјето на секое такво дрво. Меѓутоа, круцијално е што од овие 800, повторно, не ме фаќете за збор, меѓутоа, чинам дека преку 400, можеби 500, се во, ние ги означиме како нулта, не фаза, туку позиција, кои што веќе се во контакт со тој цврст материјал. Стеблото расте. По дефиниција, секое дрво расте со секоја година, става еден год. Некој поспоро, некој побрзо. При тоа растење, дури на помеки материјали, дрвото се прилагодува, пробува да прерасне преку нив, камбиумот шири секоја година по еден год. Меѓутоа, и останува позади него една зона која што е жива, која што ги спроведува хранливите материи минерални од оздола нагоре и вода од оздола нагоре кон листовите и органските создадени во листовите од озгора надолу кон корењата за да ги прихрани нив. Доколку се прекине таа врска, се прекинува, како ви кажам, крвотокот во наводници, односно тоа што ние го викаме спроводни садови или васкуларен систем на стеблата. Лошо е што од тие пак
500, веројатно се 100 или 200, целосно заобиколени и речиси по целиот тој периметар или обиколка, целосно заобиколени со цврст материјал. Некои од нив ќе живеат година, 2 максимум, 3, во зависност од тоа за кој вид се работи, колку брзо се шири. Бидејќи сето што е внатре во дрвото, тоа луѓето изгледа не го знаат, меѓутоа активен дел на дрвото се последните неколку годови. Сето внатре е мртво дрво. По природа умира тоа и е нефункционално, служи само за да го држи дрвото исправено, цврсто и големо. Сето останато живиот дел е под кората непосредно, сантим 2, максимум 3. И затоа ние гледаме стебла, особено киселото дрво има такви способности, кое што и расте во цемент, се снаоѓа подобро, меѓутоа и тоа брзо умира, затоа што му се прекинати сите садови. Значи ли ова дека брзо треба да се реагира? Ова значи дека требаше да се реагира. Доцниме. Значи ние во таа наша мапа посочивме 4 категории, посочивме црвено, опортокалово, жолто и не знам која друга побледа некоја боја. Црвените се за итно дејствување. Колку има такви регистрирано? Искрено црвени, ви велам, веројатно се преку 400. Значи минимален контакт или целото заобиколено, тие ги означиме како црвени. Меѓутоа, тоа не значи дека и другите треба да ги чекаме. Знаете што, цела оваа активност мене ме иритира и ќе ми извини Марга, меѓутоа сигурен сум дека и не се иритира, бидејќи како и невладиниот сектор и сите граѓани. Почнавме да го говориме за една примитивна активност, која што се решава со чекан, со примитивни средства, алатки, за која што не треба ни интелект, ни посебно некое знаење, треба само да се искрши материјалот и доколку сакаме да бидеме фини, тој материјал да го обличиме, да го направиме пофин, да го обликуваме, за да изгледа како да не прошол дивјак. Меѓутоа, во моментов е подобро да изгледа како да прошол дивјак, за да ги ослободи стеблата, а после тоа, ако треба, нека се ојвичи и до година и подогодина. Мислам дека прво што треба е желба на градоначалниците да го сторат. Обврска е на градоначалниците. Значи, грижата е предвидена во законот. И едноставно нема оправдување и ова што вели деканот дека ќе умрат за година, 2 или 3. Тука да не си наоѓаат оправдување дека има време да се реагира. Значи нема, замислете од 800 и колку се регистрирани, ако веќе 400 се критични, односно се во црвена фаза, се ургентни. Некои од нив ќе ги ослободиме, ќе умрат. Извинете што ви упаѓам збор. Значи тоа ние е ќе тоа. ги ослободиме и тие ќе умрат, бидејќи пателе. Не е моменталната поставка на градоначалници и на фактори таа која што ја сгрешила работата. Се грешила работата низ децени. Да. Не толку низ децени, колку низ последните, да речам, 10 години можеби. Меѓутоа, реакцијата оваква за доцнета, спора, омаловажувачка, вие потенциравте и Ели го кажа тоа. Марга е свесна. Едно токаво стебло вреди, можеби финансите најдобро зборат, вреди непроценливо. Не можете да купите такво стебло. Значи, некому да понудите сега да ви засади стебло и да му речете, еве градот дава по 20.000 евра за токаво стебло. Нема да се најде човек што за 20.000 евра ќе го направи тоа. Тоа стебло вреди над 20.000 евра. Такви веќе се 4-5 исушени во градот. 4-5 е малку, да. Меѓутоа, секој пати 100 садници мали, ние по волумен, лесно е, не ние, било кој ќе пресмета, големо стебло, високо 4, 5, 8 метри, дебело и широко, има волумен, има лисна маса, која што е 100кратно и повеќе голема отколку малите садници. Друго, етаблирано и живо е. Од малите садници, погледнете низ центарот што се случува. Имаме феномен да 100 или нешто засадени во централното градско подрачје, во малиот ринг, на 100 метри од Коњаникот наш. 90% се исушени после првата година и уште накај 95% се исушени. Тука доаѓаме до еден од, извинете што ќе прекинам, до еден од најголемите изговори на градските власти, а тоа е кога ќе исечат едно големо дрво, велат дека ние насадивме 10, 20 или 50, Ама ние што ќе ја го заменат спомнуваме неговата улога, меѓутоа
не може да ја Ја замени. знаеме таа реторика, затоа и го спомнавме сите тој момент дека не може да има замена. За повеќе децениските дрвја не може да најдеме замена во новите садници, што секако не го обесхрабруваме потегот на засадување на нови дрвја, но мораме да се грижиме за постоечките. И при тоа во поглед на загадувањето, значи во поглед на воздухот што го дишеме и на почвата и на водите, значи ние секаде имаме проблем, значи кај нас тој проблем е во сите сегменти навлезен. Ние мораме да научиме да бидеме она што велат мултитаскинг. Не можеме да се концентрираме 2 години само на едно прашање, да дозволиме дрвјата да ни се исушат, или да се концентрираме на дрвјата, а дозволиме нешто друго да ни пропадне. Значи мораме да работиме на многу сегменти, бидејќи кај нас состојбата едноставно е критична и мораме да работиме во сите сфери истовремено. Така. Марга, зошто постојано овој изговор го користат градските власти и дали всушност е познат процентот на тоа колкав е степенот на успешно зафатени дрва? Еве, говориме конкретно за подрачјето на општина Центар. Така, во периодот од кога сум јас во општината и тој период додека вршиме садење на голем е процентот на засадени дрва, зашто ние исклучиво во градското, централното градско подрачје садиме високошколувани садници. Сега често пати знаат да ми реагираат какви се тоа високошколувани садници, сега и да не објаснувам. И тие садници ги садиме по сите прописи и потоа се трудиме да ги одржуваме за тие да ни обстојат. Има процент на исушени и тоа точно е нешто и во близина на строгиот центар. Меѓутоа е многу мал процентот на новите, на ново засадените. Професоре, јас, добро, можеби е помал процентот. Податоците велат дека е 50-50. На ново засадените не. Барем за овој период јас додека сум во општината, иако знаете како имаме податок кој што, например, периодот на адаптација, да, ќе го издржат и после тоа набрзо се сушат. Имаме, кога гледаме дека уствари тие и заболени сме ги засадили, меѓутоа тоа не сме можеле да го приметиме додека сме го вршели садењето или додека сме ги набавиле тие садници. Имаме и таков случај. Имаме и добро, еве на самокритика имаме на некои позиции, кога ни е наметнато садењето, имаме и такви случаеви и се садени, и јас сум против тоа. Значи често пати наметнато, мислите на? Наметнато се оди на бројка за да се задоволи бројка, некогаш и јавноста да се задоволи, еве ние. Квантитета, не да, квалитет. меѓутоа се сади неправилно, се сади во општина Центар. Предпоставувам и во други, можеби и во другите, меѓутоа се сади дрво по дрво, кој што не е за да задоволиме некои желби, ние садиме количина, а не внимаваме на како гарантирано умира. Да, и тоа дрво не обстојува. Се трудиме, јас пошто го работам зелениното максимално да одиме по правилен принцип на садење на дрвата. Значи, често пати добивам повици граѓани, институции, приватни фирми сакаат да донираат. И многу им е битно, сакаме да донираме, да пошумиме во општина Центар. Значи, во општина Центар не можеме да пошумиме. И често пати им велам, добро е да ни помогнете таму каде што имаме исушени садници, да ги замениме, затоа што сепак се тие поскапи, поквалитетни садници, него ли да ми дадете, да ни донирате бројка која што е поголема, а јас немам каде конкретно да ја насадам. Така да гледаме да запазиме некои принципи на садење, начин на садење. Еве со акцијата отпочнавме општина Центар, цело време сме во соработка со Шумарскиот факултет, проточно со професорот. Може би и ние малце касниме, меѓутоа се надевам. Проблемот во општина Центар е строго урбана општина и јас често наидувам на бариери. Например, имаме сега баш една улица кај што од среда натаму ќе ја фатиме, тротоарот стопанисува град Скопје како паркинг. И сега има стално возила, не може да се работи. Не може. И гледаме, значи во период буквално крадам од времето кога е ослободен местото, тогаш да излеземе. Имаме и такви ситуации.
гледаме максимално, затоа што, знаете како, општина Центар тротоарите се користат и се за функција на движење на пешаците. И ние сме искористиле такви тротоари, сме направиле дрвореди. Меѓутоа во тие позиции мора да им оставиме простор на движење на пешаците. Со Тировски доаѓаме до главното прашање, функцијата на дрвата. Скопје милиони пати е кажано дека е еден од најзагадените градови во југоисточна Европа, па и пошироко во Европа. Знаеме, основната функција на дрвата е прочистување на воздухот. Меѓутоа, другите функции кои што граѓаните не толку добро ги знаат, а тоа е дека штити и од како звучна бариера, топлотна бариера, но и живеалишта се на голем број инсекти, птици и други животни. Безброј беа примерите во минатите неколку години, особено со проектот Скопје 2014, многу здрави дрва заминаа во историјата. Штетата знаеме дека е направена, меѓутоа дали знаеме колку време би поминало за штетата да се барем еден дел од неј се анулира? Неколку прашања поставивте. Едното, искрено и да не ми го поставивте, ќе го узурпира времето за да потенцирам. Вредноста на дрвјата сите сакаме да ја гледаме преку антропоцентрично гледање на нештата. Што тоа прават дрвјата за на човекот да му биде подобро? И сите знаеме дека прочистува воздух, абсорбира отровни гасови или пак преку така наречена сува депозиција лепи честички кои што се загадени и потоа при измивање ги испушта кон земјата. Спречува, односно мелиорира она што се вели урбани термички острови. Скопје едно такво место веќе, бидејќи нема зеленило, нема сенка. Пеколни температури. Пеколни температури и ќе ги гледаме се повеќе. Ќе се навратам и кон ова последно што го кажавте со проектот Скопје 2014. Меѓутоа, попатно морам да споменам и некои други помалку познати во јавноста функции на зеленилото, кои што имаат директни реперкусии врз голем број психолошки, ментални, физиолошки, па и социјални аспекти на човековото живење. Ќе одам со најекстремниот пример, а тоа е теоријата за биофилија, која што тврди и која што покасно имаше докази и се уште наоѓа докази дека длабоко во секое човечко битие има некаква љубов кон се живо. И тоа сите ние го знаеме исконски. Меѓутоа науката се потрудила и нашла докази за тоа. Ќе ви кажам некои од најекстремните кои што се непобитни докази за тоа дека дури кога гледаш зеленило си подобар. Значи од намалување на стрес, докажано преку хормон на стрес, кортизол во плунка, доколку гледаш зеленило едно, доколку гледаш пуста улица е сосема друго. Намалување на фрустрација кај шофери, доколку возат во зелена зона, се помалку фрустрирани или можат да ја ублажат фрустрацијата многу повеќе отколку се на пусто. Луѓе лекувани во болници, експонирани на зеленило, се залекуваат, побрзо ги испуштаат, помал број лекарства за смирување користат отколку пациентите не изложени на зеленило, односно изложени само на зидови и на ходници. Овој феномен е дотаму истражуван што дури и преку фотографии на зеленило се гледало и се докажало дека само гледањето на зеленило многу помага и за физиологија, и за ментална добробит. Социјалните аспекти што ги спомнав. Зеленилото не е само трева, не е само 2 или 3 дрвја, туку е и простор во кој што се случуваат социјални активности. Што повеќе такви мини паркчиња имате, тоа повеќе ќе имате контакти на делови од популацијата кои што се и да речам, подложни, на кои што најповеќе им требаат социјални контакти, повозрасните луѓе. Тоа ќе ги тера да излезат доколку им е во близина, тие ќе излезат, ќе бидат поактивни, ќе бидат подолговечни, ќе бидат ментално посредени, повесели луѓе. Ние сето тоа го губиме низ годините. За жал, екстремно брзо изгубивме само со изградбата на неколку објекти од тој фамозен
проект Скопје 2014 против кој застанаа сите, а кој што сепак се реализираше, дури врз етаблирани паркови, мини паркови, какви и да се, кои што ублажуваат температури, нудат зеленило за гледање, нудат социјални активности. Каде е излезот? Тука ќе контрирам на Марга. Ние на вистина центар е загушен од тротоари и дури на многу места тесни тротоари. Меѓутоа урбанистите во тие своји пресметки често пати, дури не само урбанистите, туку и градежниците, полесно им е да истапкаат поголема површина тротоар, отколку да се потрудат да остават не само една тротоарска дупка, во која што потешко живеат растенијата, индивидуални растенија, туку да остават поголеми зони во кои што, доколку и умре некој растение, кое што ако е од сингл дупка, не можете го откорнете, кошта, засадувате друго, умира, се пропелкате така 20 на години и таа дупка многу често останува дупка за веки веков. Наместо да се изнајдат, а ги има, јас ке ви ги посочам, не дека сум генije, туку затоа што ги има многу такви простори, кои што треба да се посветат на простор за зеленило. Ги има во централното градско подрачје, во другите населби ги има, не сте ви одговорна за тоа, меѓутоа, знаете што, само се треба волја, за жал јас губам надеж дека таа е една најобична волја да се ангажираме, некако се повеќе ни недостасува. Патем, морам да ја поздравам акцијата ваша вчерасно завчерашна. Јас бев одушевен, не знаев за тоа, ми пратија и бев одушевен. Креативноста е страшна и мислам дека предизвика на барем на социјалните мрежи голем ефект да се знае за овој феномен. За жал не и секаде. Ќе ви кажам, денеска ми прати едно видео, летна тераса посакала да се прошири и едно од зацементираните дрва, релативно големо, чинам чемпрес, за 5 секунди беше отстрането. Некому му треба за тоа метро квадратно и зелена асфалт Но не сме да повеќе. се странуваат дрвја без дозвола. Не Ќе сме. видиме дали не ќе има сме. одговорност Не за сме. истото лице. Ќе ја посочам и таа, кому треба, нека ми придат одговорните, да не биде јавно, да не ризикувам тужби. Да. Може да видат што се случило. За жал ни се случува секој ден. Асфалтот кој што се прави на Партизанска во моментот, имам известување. Машинеријата додека проаѓала со незиниот испус од неколку стотини степени, изгорела 15 до 20 стебла, ги сушила и тие се неповратно изгубени. Тука збориме за штета минимално гледано 50.000 евра. Тоа е од немукает. Да. Пешева, вие најдобро ги следите состојбите кога станува збор за ова прашање. Мене ме интересира дали, бидејќи тоа во медиумите сега не е толку експонирано, дали сега се сече како што се сечеше порано? Како не се сече, ние минатото лето пробувавме водно да го спасиме, се сече неконтролирано. Од сите страни на Скопје се сече. Значи, она што ќе се направеше повторно, како што велите, од немукает, од една лоша проценка и лоша направена траса по водно, да не беа граѓаните да ги извадат институциите, представниците на институциите, да ги качиме на водно и да ја намалиме таа траса, малку да ја изместиме. Значи, таму каде што нема дрвја, со самата таа акција, иако не успеавме да ја префрлиме трасата, иако инсистиравме да префрлиме трасата на гасоводот на друга локација, сепак остана да оди низ водно, таа се намали од 4,5 километри за 2 километри, значи 2 километри низ здрава борова шума, низ најзагадениот град на Европа, а да не збориме за оваа другава страна на Скопје, тамо Скопска Црна Гора, мислам дека јас не знам Тамо и дали да нема некој дрво воопшто веќе останато. не знам дали некој воопшто води некаква евиденција и дали воопшто има некаква контрола за санкции, знаеме дека нема. Се Дали е остава тоа- да се сече диво. Мислам дека е можеби без нека никаква лоша инспекција. комбинација од недостиг на кадри во институциите за контрола на терен, од некоординираност можеби на институциите, непримена на протоколите законски, не знам, просто една лоша комбинација. Корумпираност. Така, апсолутно, да. Тоа е тоа. Затварање очи. Да. Немаме повеќе време, мене ми е жал затоа што ми остана уште неколку прашања на кои што сакав да дискутираме, меѓутоа да се надеваме дека надлежните ќе го слушнат вашиот збор и дека во најбрзо
можно време ќе се реагира за да се спаси тоа што може да Па се спаси. другата варијанта е самите граѓани да излезат и бидејќи рековме не е тешка работа. Бекатон плочките можеме да ги наредиме фино, ќе бидат Да ги повторно за употреба. Дознав Меѓутоа дека ризикуваме. дом Да, истото го направија. ослободиле 5-6 стебла. Да, еден ден пред нашата Нека и акција. 5-6 стебла. На крајот Да. најверојатно ќе мора граѓаните сами. Па да, тоа што го Тоа се плаќаме сепак на акции кои што институциите. треба да ги помрднат институциите и да ја подигнат граѓанската Да, не би јавна требало свест. да се граѓаните сами. Ќе биде Да, уште бидејќи еден ризикуваме доказ прекрасочни за прилични. неажурноста Да. на градските, но и локалните власти. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам вас. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете на програмата на 1 ТВ. Пријатно.